Мотивацијата наша беше да се направи една како централизиран вебсайт каде што ќе стоат сите сметки на засегнатите во таа трагедија, каде што ќе можеме директно нив да им донираме средства кои што моментално и се најпотребни на нив, затоа што има многу луѓе што се на лекување и во странство, кај што има огромни трошоци, каде што тек ќе следуваат дополнителни трошоци на секој од нив. А исто така и да помогнеме на оние кои што изгубија некои од своите најблиски, затоа што знаеме дека и кај нив е потребна и добре дојдена финансиска помош, покрај психолошка и финансиска, барем да ги охрабриме и да кажеме дека да не мислат во наредниот период на работата, да не мислат на тоа како ќе преживеат утре, да имаат како една пора од нас. Исто така се појавија доста лажни сметки и оние измами на социјалните мрежи и на интернет страните. Луѓе кои што сакаат да злоупотребат и на некој начин, така да кажем, да се збогатат на туѓата мака. И не сакавме тоа да го дозволуваме. Сакаме средствата да стигнуваат онаму каде што е најпотребно. И затоа успеавме за многу краток период, за некој, не знам, можеби половина час успеавме да го кренеме тој сајт и полека да собираме информации, нормално со согласност од секој од настраданите и родителите и нивните семејства, за да ги објавиме тие сметки каде што директно ќе можат луѓето да донираат на семејствата. На почетокот имавме олеснување околу тоа што ни се придружија некаде околу над 30 волонтери кои што волонтираат буквално да ни помогнат и да го креираме тој систем. Имавме доста тешкоти при контактирање на сите тие луѓе засегнати, за да можеме да собереме информации за секој поединечно. Исто така морам да кажам дека ние сме транспарентни и дека на сајтот буквално транспарентно се прикажуваат средствата кои се собрани за секој од фамилиите. Тие податци се нерелевантни. Ние не сме релевантни заради тоа што ние немаме пристап до нивните сметки, но имаме систем каде што луѓето кои што донираат доброволно се прикачуваат слики од уплатница или од принт скрин од телефоните каде што донираат, каде што ние можеме после тие уплатници и слики да ги процесираме и да ги додаваме на нашиот сајт. Најпрво имавме голема поддршка од цела јавност, имавме и поддршка од владата, како еден хуман гест кој што го направивме ние, да помогнеме пред се. Нормално имаше тука и доста критики и негативни коментари, но мислам дека нас тоа не би требало да не засега. Ние се склонуваме кон тоа да помогнеме и мислиме дека по пораките кои што ги добиваме од фамилиите, доста благодарност изразуваат на секоја порака, средствата стигнуваат и мислам дека тек во иднина ќе имаат потреба од сите тие средства, дај Боже да немаат потреба, но слушнавме дека ќе има можности околу трансплантации, околу некои операции и свесни сме дека тоа ќе подлежи на големи трошкови. Сакаме да ги предвидиме тие ситуации пред да се случат, за да можеме побрзо да реагираме и тие сами да можат да реагираат на тоа, за да можат да ни се вратат сите живи и здрави. И кај оние кои што изгубија, да можеме и тамо да помогнеме. Секоја помош е добре дојдена. Ние веќе поставивме и девизни сметки за секој од настраданите, за да можат и тие кои се на страна да донираат. Има IBAN и SWIFT код и праќаат директно донации на нивните сметки. Дали тоа ќе биде преку банка или преку некој од онлайн апликациите за електронско банкарство, може да ги искористат девизни сметки и да донираат буквално. Секоја помош е добре дојдена, секоја донација нас многу ни значи. Мислам дека доста се разбуди таа свест
и дека Македонија е хумана земја. Тоа ни го покажа и во овие тешки моменти. Буквално гледаме дека се организираат луѓе и укажуваат помош и дека има доста организации и доста поединци кои што сакаат да помогнат, донираат, се создава тоа насекаде, тоа така се создаде и кај нас и мислам дека и доста брзо изреагира и владата околу тоа со транспортирање на децата во земјите низ Европа за лекување. Мислам дека се скрева таа свест, дури многу ни беше мило од одредени фамилии кои што имаше донирано средства веќе за нив, кои што самите се изјавија дека собрале доволно од средствата и дека тие се во подобра состојба, дека брзо ќе се вратат дома на домашно лекување и дека средствата кои што ги собрале ќе бидат, дека тие доброволно сакаат да ги споделат на оние кои што имаат помалку собрани средства и на оние кои што најмногу и требаат. Донирањето не е само финансиска помош на тие луѓе кои се засегнати во таа трагедија, туку тоа е и како еден хуман гест, како еден гест на емпатија, гест каде што покажуваш разбирање, каде што се ставаш на негово место и секој го охрабрувам да донира, да покаже помош на тие луѓе, да им покажеме на тие луѓе дека не се сами во ова, дека сме заедно сите во ова и дека заедно ќе го пребродиме целото ова. Мораме тоа да го направиме за да собереме сила за да продолжиме напред.